Пат. Пак пат. Се интересира некаков крал Каро, солзи, љубовно писмо, кралот Спатлија покажува голема склоност, но некаква злобница пречи. Кој би можел да биде кралот Спатлија, не знам. А јас знам. Кој? Тој е добар трговец Алексеј Димитрич Стариков. Тој навистина не е тој. Можам да се обложам во било што, дека тој навистина не е тој. Немој да спориш, Агафја Тихоновна. Косата му е таква руса. Нема друг крал Спатлија. Кралот Спатлија овде покажува дворјанин, а трговецот е далеко од крал Спатлија. Агафја Тихоновна, не би го рекла ти тоа да беше покојниот Тихон Пантелеймонович, твојот татко жив. Се случуваше да удри со раката по масата, а раката му беше лопата. О, страшна работа. Та право да зборуваме, тој ја суреди мајка ти, а инаку покојницата ќе проживееше подолго. Белки, не сакаш и јас да имам таков лут маж. За ништо на светов нема да се омажам за трговец. Па еве, Алексеј Димитрич не е тако. Не сакам! Тој има брада. Кога ќе почне да јаде, се ќе му капе по брадата. Не сакам! Та каде ќе најдеш добар дворјанин? Па не можеш да го најдеш на улица. Фиокла Ивановна ќе го најде. Таа ми вети дека ќе го најде најдобриот. Така е лажга, сонце мое. Не, Арина Пантелеймоновна. Греота е така да го клеветите човек. Тоа е Фиокла Ивановна. Има нешто? Има. Само дај да соберам душа. Знаеш колку се изморив? Дојди си. Чекай. По твоја порачка сите куќи ги зодев. И? Се влечкав по канцеларии, по министерства, по стражарници. И знаеш ли ти, мила моја, дека за малку што не ми испотепа? Она старичката што ги ожени аферови ми вели: ти мори ваква, таква, онаква, секаква. Само лебот на луѓето им го земаш, држи се за твојот кварт. И? А јас знаеш ти реков? Јас за мојата господица готова сум да направам се. Така. Какви младоженци ти изнајдо? Какви? Од кога е светов и веков досега немало такви. Вакви? Такви. Уште денес од нив некои ќе ти дојдат. Јас нарочно наминав да те известам. Како така денес, душа моја Фиокла Ивановна? Јас се плашам. Се плашиш, не плаши се, мила моја, тоа е сосем обична работа. Ке дојдат, ке те погледаат. Ти ќе ги погледаш нив и ако не ти се допетнат, ајд нека си одат со здравје. Еве ке без друго добри си нешто. Колцина се мнозина? 6 мина. Што ти, миличка, што се преплаши? Па така подобро се избира ако едниот не чини, другиот ке чини, така? А што се тие дворјани? Дворјани се сите дворјани од дворете. Дворјани, такви дворјани сте што досега немало такви. А какви се? Сите се добри, згодни и спастрени. Првиот е Балтазар Балтазарович Жевакин, чудесен младоженец. Во морнарица служил токму како за тебе. Мене ми треба момата да е како дропка. Слаби ковчести не ме занимаат, не. Уште. Иван Павлович пак што работи како домакин. Таков е важен што не можеш дури ни да му пристапиш. Биде личен, дебел, па кога врисна на мене. Немој ти мене да ми кажуваш глупости вака или онака. Кажи ми ти мене направо колку движен и недвижен имот има момата. Толку и толку, братче, му велам. Лажеш, песја, керко!
Дури ми рече такво зборче, што ми е незгодно сега да ти го кажам. И јас веднаш знаев, ово е многу важен господин. Уште. Уште го имам Никанор Ивановиќ Анучкин. Тој веќе ти е таков деликатен. А усните му се, душо моја, како малина, вистинска малина. Таков е згоден. Мене ми е нужно момата да биде убаво воспитана и да умее да зборува француски улала. О, таков ти е самиот суптилен, а ножичките му се танкички злабички. Па не знам, мене тие суптилните некако не ми се поволја. Не? Јас ништо не гледам во нив. Ми ако не го сакаш, не го земи го Иван Павлович. Тој ти е господин, па нема што да се каже. При господин, па господин, едва и низбрата ќе помине, таков е згоден. А колку години има? Млад човек, 50 на години. Лажеш, песија Керко! Може 50 и да нема. А како се вика? Иван Павлович Кајгана. Кајгана? Такво му е презимето? Презимето. Господи Боже! Слушај, Фјоклуша, како ќе се викам јас кога ќе се омажам, туку одеднаш Агафија Тихоновна Кајгана. Кај? Ау, Господ да чува и да брани. Добре, миличка. Во Русија има такви имиња што да плукнеш и да се прекрстиш кога ќе ги чуеш. Добро, ти ако не го сакаш, не го земи го Балтазар Балтазарович. Тој ти е, ти кажам, чудесен младожен. Токму како за тебе. Каква му е косата? Убава. А носот? И носот му е убав и раз, два, три, четири, пет. Се си е на своје место. Само да ти кажам, немој да се лутиш, ама во собата нема ништо друго освен едно луле. Никаков мебел. А кого имаш уште? Уште? Да. Имам уште еден да ти кажам, ама не би сакала сега залего да ти зборувам. Добро, кој е тој? Добро, де придворски советник и носи орден. Ама не сака никаде да излегува од дома, не можеш да го измамиш. Гледај. Кога човек сам, без предрасуди, трезвено ќе си подразмисли, ќе види дека веќе му дошло време и да се ожени. И зошто да не? Живееш така, живееш и наеднаш ти се смачува. А стројничката веќе 3 месеци доаѓа. Здраво живо, Фјокла Ивановна! Здраво живо, Јанко Змије! Како сте, Фјокла Ивановна? Добро. Вие како сте, Јанко Змије? Добро. И како се викаше Мелања? Агафија Тихоновна. Агафија Тихоновна! И сигурно има 49 и пол години. Ама не, Иванко Змичко. Знаете, кога ќе се ожените, ќе видите. Цел век ќе фалите и ќе благодарите. Да не лажеш, Фјокла Ивановна? Јас да лажам? Стара сум јас за да лажам, братче. И како е? Добро е, добро. Убава, лична, како дробка, бела, румена. Па ќе видите кога ќе се ожените. Ќе видиме, ќе размислиме. Денеска е 8. Дојди ти задутре. Па пак вака јас ќе си полежам, а ти ќе ми раскажуваш за Агафија Тихоновна. Иван Кузмич, јас веќе 3 месец доаѓам кај вас и никаква фајда од тоа. Тој само си седи во фотелја и си пуши лула и ништо. А ти да не мислиш дека тоа женитбата е како, еј дете, дај ми ги чевлите, ќе ги навлечеш и ќе одеш.
Treba da se razgleda, da se razmisli. Ako treba da se gleda, odi gledaj, ete vidi ja. I така je убаво времето, оди да заповеда да ти го дадат кафтанот и оди види ја. Сега да ода? Па сега убаво Види време. како е облачно надвор. Ќе заврни. Како сега саде ова? А бре, за тебе не ќе чини. Наскоро нема да чиниш за съпружнички работи. Аха. А и бели влакна по косата ти излегова. Ти почна да тресиш глупости, Кај виде бело влакно? Ајде, ќе ти се молам, бело влакно. Тоа е полош од ципаници, бело влакно. Сега ќе одам на огледало да се видам. Да одиш и да се видиш полси бели влакна. Бели влакно. Не сака никаде да излегува. Од дома не можеш да го измамиш. Што подкањо си, ме, што подкањо си? Слушај, што бараш ти оде? Ајде кажувај за кој ѓавол ме ожени. Пред ти ми додеваше. Ожени ме, мајче, ожени ме. И тоа ожени што? Види, мајката. Слушај ти, вештице стара. А што бара оде подкањо си да не сакаш случајно и него да го... Добре, Господ му пратил благослов. Види го ти него, а мене ништо не ми кажува. Мене на најдобриот пријател. Решил да се жени, а? Да. Скришум, а? Скришум од себе, замисли. Ајде, ти се молам, бели влакна. Ниедно немам, ниедно. Види ја. Ниедно бело Море, влакно. имаш, најди да виш. Нема, ниедно. Пау! Иван Кузмич, овој ги оптегна сите 4. Иван Кузмич, Иван Кузмич. Илија Фомич? Да, јас. Будало една се право вака на друга. Ама ништо само се пошегував. Ајде ти се молам, нема шегување со вакви работи. само се шегував, Иван Немојте Кузмич. да ваква шега не сакам јас никако. И огледалото ми се скажи. Не е обично огледало. Сам си го купиш. Добро, ќе ти купам друго. Не ќе да ми купиш друго огледало. Ги знам ти огледала. Те кој покажуваат 10 години постар. Слушај. Со бели влакна, со изличен влакна. Слушај, немој ти мене да ми викаш, треба јас тебе да ти викам. Зашто? Затоа што си решил да се жениш, а мене ништо не ми кажуваш. Мене на најдобриот пријател, а? Воопшто Си решил не да се жениш, така? Воопшто не сум помислил на така. Мајката ми, еве го овде доказов е на лице местото кај птичкава, слушај. Силета, таа ти ја дојди ваму, ќе Тоа, прелета таму. ама тоа е добро, тоа е добра работа, христијанска Така, работа, дури неопходна за татковината. Да. А добро само кажете ми, како е, што е, дворјанка ли е, од трговско семејство, чиновничко семејство и како ја викаат Мелања? Агафја Тихоновна! Агафја Тихоновна Брандаклистова, така? Неку прдјагина. Да. И без друго живее во улицата на Шестедуќани, нели? Не, поблизо е до песокривите места во Сапунскиот сокак. Да, Сапунскиот сокак, веднаш после дуќаното на дрвената куќа, нели? При не дрвената куќа, веднаш до пивницата. Како, тоа не го знам? Зад пивницата. Не го знаеш, да слушај, да. Одиш право. Да? И пред очи ќе ти излезе будка. А. Кај будката ќе завртиш лево. Ова е десно. Лево, добро. Лево. И пред очи ќе ти излезе куќата на шивачката. Да Она влезам што... таму? Не, Кај кај она што да. одеше со обер секретарот од Да. Сенатот. Ама не таа има дрвена куќа. Веднаш до онеа зидана куќа. Таа е всушност таа кај што живее таа. Која е таа? Агафја Тихоновна! Која Агафја Тихоновна? Момата за маж. Момата за мажи, да. Добро, ќе ја свршиме таа работа. Веднаш вие одете си, не сте ни повеќе потребни. Како не? Добре, ајде таму. Ајде, повеќе не Овој видите. се си ово мисли дека ќе се оженам јас. Ајде, Не, така Ајде, молим те. Некој треба да си го знае местото. Ајде таму. Безбожник е дека знаеш, што немаше да ти кажам. Ај го зема само лебот на луѓето. А јас, братче, одам да ја свршам веднаш таа работа. Чекај, застани, слушај. Не, Ајде, ќе ја слушам таа работа. Не ни на крај памет да се оженам. И така ќе те оженам, што просто нема ни да сетиш, ајде, така да знаеш. Ти ум во главата немаш. Ајде, добро, ајде. Ајде. Кажи ми што имаш ти од тоа што си неженет човек, а? Еве, гледај каква ти е таму собата. Таму гледам еден неисчистен чевел, цел куп на масата, а самиот ти цел ден како дибек спружен лежиш. Добро, признавам, ред кај мене нема. А кога ќе се ожениш, ни себе си, ни оние околу тебе ќе можеш да ги препознаеш. Овде ќе си имаш едно канапе. Овде ќе си имаш едно кученце, аф, врапчето на ручичик чирик. 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 Што е ова? Чизма. Како чизма, бе, нели кученце беше? Слушај, си седнуваш ти на канапето, Ајде. а до тебе Не.
Доаѓа твојата убава женичка и така само се врачете. Не. О, пошто убави рачиња има. Меки, бели. Како тие да имаат само рачиња, ѓавол знае се што имаат тие Иван Кузмич. Јафович, право да ти кажам, јас би сакал некоја така убавичка да седи до мене. Добро, ако сакаш тогаш да одиме. Слушај, свадбениот ручек, свадбата, сето тоа јас. Околу пијачката, шампајнско, половина дузина, ни шише помалку. Мадера, исто така. А невестата ќе има некои тетки стрини кои што не знаат за шега. А што се однесува до ручекот? Јас познавам еден момок таму во дворската кујна. Така има да не нахрани куќето едно што просто не ќе можеме да станеме од масата. Ти си запел како сега да ќе биде венчавката. Па зошто самиот ти рече дека сакаш? Не, некако сакај, не помислив на тоа. Како не ти самиот рече сега дека си согласен? Не сум согласен. Како не си согласен? Не сум. Абе, добро, здарем, не ти се допаѓа животот на женет човек. Не. Абе, и тогаш, Добро, ајде, ми се допаѓа. што те запира? Ништо, ама некако ми е чудно. Што е чудно? И како не е чудно цел живот не женет и наеднаш, туп женет. Не. Гледам јас дека со тебе треба да се разговара отворено. Еве, ќе разговарам отворено и сериозно како татко со син. Ајде! Ајде, погледај ме во очи како што ти гледам јас тебе. Настоличиш, ти си еден обичен трупец, ништо повеќе. Ајде, погледај се во гледало. Што гледаш? Едно глупаво лице и ништо повеќе. А тогаш не само што ќе бидеш придворен советник и нешто ќе имаш само 2 или 3 експедиторчина, туку може би и 6. А ти само ќе си седиш на канапето, а тие само ќе вртат вака сите околу тебе, ќе си ги пуштаат рачината, ќе те чепкаат по зулуфите и горе. А ти како кученце само ќе ги гледаш и ајде, кажи ми, те молам, има ли нешто поубаво од тоа да си женет човек, а? Ајде, бе, тие се мангупи се ќе израстурат низ куќа. Што има врска дека ќе израстурат? Најважно е што сите ќе изгледаат на тебе како јајце на јајце. Ова е смешното. Сите ќе личат на мене. Сите за жал на тебе, сите ќе личат. Слушај, ајде тогаш, ајде да одиме, а? Ајде да. Ајде да. Јафович, Кажи, знаеш што? кажи. Оди ти самиот. Добре, будала да не си тебе. Добре, кој ќе се жени, ти или јас? Кој ќе се жени, кажи ми, ајде. Јас ама некако не ми се оди. Ајде да одиме друг пат, да? Ле, трупец, дрво, неделка, нове, цепеница, Добре, бе, што? Вреѓај се, вреѓај. Добре, добро, зошто јас се трудам? Што сакаш? Што сакаш? Залакот од уста да ни го земат? Абе, ти си свиња, бе, ти си подлец. Лежи, проклетиот ерген! Абе, ти си, знаеш, дури непријатно ми е да ти кажам, ти си жена! Полош си дури и од жена! Не сака никаде да излегува од дома, не можеш да го измамиш. А кого имаш уште? Уште? Ти ми покажа четворица, а ми рече дека се 6 мина. Добре, малку ти се. Видија ти неја како ја потфактило, а пред малку се преплаши, а? Да имаш однив од тие твои дворјани. Нека се и 6 мина. Туку еден трговец чини колку сите тие заедно. Не, Арина Пантелеймоновна, не. Дворјани ужива поголема почит. А што има човекот таа почит? Еве, кога Алексеј Димитрич во Шубарот Самур ке пројури во санки. А дворјанин со еполети ќе му рече, ајде трговче, тргни се од патот. Или ќе му рече, покажи ми трговче на јубаво кадифе. Овој ќе му каже, повелите господине, овој ќе му каже, симија шопката, простачиште едно, ете што ќе му рече дворјанинот. А трговецот, ако посака, нема да му даде чоја. А ќе остане дворјанинот голичок и не ќе има во што да оди. А дворјанинот ќе го исече трговецот. А трговецот ќе појде да го тужи во полицијата. А дворјанинот ќе го тужи кај сенаторот. А трговецот кај губернаторот. А дворјанинот кај... Лажеш! Лажеш! Не! Губернаторот е погоре од сенатот! Погоре од сенатот! Лажеш! Лажеш! Лажеш!
Звучи нам некој звони. Тие. Кои тие? Младошенците. Господи, сите светци, смилујте ни се нам на грешниве. Во собава ништо не е прибрано. Не. Чаршафот е сосема црн. Црнене. Дуњашка. 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 Дуњашка! Побрзо чиста покривка. Детенце, јас само што не сум покашула. Душо моја, трчај побрзо да се облечеш. Дуњашка, трчај, кажи веднаш. Детенце, па мене ни облеката не ми е испеглана. Господи милостив, немој да не запустиш, обличи друга. Не. Да што стоите? Агафја Тихоновна, ајде, одете па тој чека, Душо, ајде. Дуњашка! Воведи го и помоли го да почека. Воведи го и помоли го да почека. Помај се! Ајде, еј, ајде, брзо. Почекайте овде. И ако треба да се почека, ќе почекаме. Само да не се задржат многу, зашто излегов само на 1 минутка од канцеларијата. А ако му текне на генералот да запраша, а каде е нашиот економ, отиде да гледа невеста. Море да не ми даде невеста, па со се невеста. Туку, додека чекам јас да си го проверам списоков, зашто бабата ветуваше се и се што. Да. Зидана куќа на 2 ката. Има. 2 куќички во дворот, едната на зидена основа, а другата на дрвена. Ова на дрвена е малку арабатна, ама ајде. Чези, санки за 2 коња со резба со голем и со мал покривач, а може би се такви што служат и за подпалок. Бабата ме убедуваше дека се од прва класа, ајде нека биде од прва класа. 2 дузини сребрени лажици, па се разбира за дом се потребни лажици. 2 бунди, од лисица, 4 големи постели со перја, 2 мали 6 чифта свилен, 6 чифт базмен, женски домаќан. Ова не е важно, здолна промена, салфетки, тоа не се биде како што сакате, Впрочем, сето ова треба да се провери, зашто сега веќаваат куќи и пајтони, а кога ќе се ожениш, ќе добиеш само постелнина од перје. Дома ли се? Моето почитување. Олала, да нема може би чест да зборувам со татенцето на прекрасната дома. Не, никако татенцето, јас немам дури ни деца. Пардон, извинете, пардон. Физиономијата на овој човек нешто ми е сомнителна, без друго е дојден за истата работа како јас. А вие, веројатно имате некаква работа со домаќинката, нели? Не, јас само така поминав од прошетката. Од прошетката? Да. Лаже ни каквецот од прошетката, дојдење да се жени. Дома ли се? Дома се. Те молам, душичке, изчеткај ме малку, отури се собрала малку прав на мундирот. Да, само... да, извинете. Така, душичке. Душичке, види овде на работа како да имам некако влакненце, мавни го. Да. Така,
Душичке, нещо, како да ми лази на грбот, како некој пајак. Видите се молам. Така, туди. Лево. Не, десо. Горе, не, тут. Тука. Тука нема ништо. Нема ништо. О, благодарам. Душичке, види уште еднаш од петиците да не се фрла некаква кал на мундирот. Нема ништо. Нема ништо. Душичке моја. Шапкова. Трендафилче мај. Шојава е англиска. И многу е трајна. Да. Во 1774 година, кога бев во Сицилија како подпоручник во ескадрата, ја купив и од неја сошив мундир. Во 1776 година, мислам, ја превартив и од неја сошив повторно, беше убаво. А во 1888 година бев во експедиција околу светот и Шојава малку само се излиза по рабовите. А во 1881 година отидов во пензија, Шојава ја превартив и еве веќе 10 години ја носам и се уште е како нова. Мундир, А каква е, дозволете да прашам, вие повеливте да кажете Суицилија? Да, Сицилија! Дали е убава земја таа Суицилија? О, господине, Сицилија! Па да е прекрасна земја, господине. Замислите, ние таму бевме 34 дена. И можам да ви кажам дека крајот е восхитувачки убав. Видите, насекаде кој планини, па некако дрво калинка, да, и насекаде италијанчички како трендафилчиња. Просто ти не сите да ги избакнеш. Дозволете ми поставам уште едно прашање. Убаво ли се воспитани? Господине, па воспитанието им е исто како на нашите грофици. Оля-ла! Да, дозволете ми поставам само уште едно прашање. Каков јазик зборуваат, можеби француски или? Нормално, господине, француски. И сите господјаци зборуваат француски? Ма сите, господине, сите до еден до една висела, да. Нема да ми верувате. Ние таму бевме 34 дена. И јас за тоа време не чув ни еден збор руски, ни еден збор. Ни еден? Да, ни еден збор. Па сега, со исклучок на дворјаните и дворјанките, нивните офицери, мислам. Ама знаете го вие, например, обичниот селанец, кој влечка на грбот разно ѓубре. Па речете, дај братче лепче. Побарајте, да. Дај братче лепче. Нема да разбере. Но ако речете по француски, да ти се ојлала дела пане импортате вино. Веднаш ќе скупне и ќе ви донесе се што треба. Оля-ла! Елам јас, господине, тоа е Сицилија. Много е интересна таа ваша земја Сицилија. Еве вие велите, селанец. Да молам, а каков е тој? А дали е ист како нашиот, рускиот селанец? Мислам, ја ора ли тој земја? Не знам, господине, дали е ора или не. Ама можам со сигурност да ви речем дека таму сите доеден шмркаат бурмут. Да. И не само што го шмркаат, господине, туку и вуста го земат. Појдете ли се? Не, вуста не, благодарам. Господа, таму превозот е скоро бесплатен, па таму е насекаде вода, па гондоли, па гондолички, па на ними по некаква убавица, по некакво талијанчиće, па убаво со обечина, па со... Ние, господине, таму имавме и англиски офицери, да, па луѓе исти како нашите морнари, да. Отпрво ни беше тешко да се разбереме со нив, но подоцна кога убаво се запознавме, почнавме и убаво да се разбираме. Видите, ќе му покажете вака шише и чаша. Па тој веднаш знае дека вие сакате со него да испиете една чаша вино, мислам. Или ќе стегнете тупаницата, па ќе оставите прстот во уста вака. И веднаш знае дека вие сакате со него да испушите луле тутун. Да, шише, вино, чаша, да, луле тутун, Браво, господине, веднаш сватите. Како што гледам, животот во туѓите краишта е мощне и интересен. За мене е голема чест да се ставам со човек кој прошетел разни краишта. Дозволете ме, молам, со кога имам чест да разговарам? Балтазар Балтазарович Живајќин, втори поручник во пензија.
Извинете, со кого јас имам чест да разговарам? Дозволете, доматин на установа Иван Павлович Кајгана. Да, и јас утринава појадов. Ме чека долг пат, времето студено, па си велам, ајде да изедаме на ветничка со харинга, да. Дозволете, не се разбравме добро, тоа е моето презиме, Кајгана. Извинете, јас сум малку тежок на ушиве, јас па помислив дека вие сте појале Кајгана. Можда сте љубезен, што да правам, веќе бев готов да го помолам генерално да ми дозволи да го променам своето презиме во Кајганкин. А оние мои на дома ми викаат дека тоа им личело на кучкин си. Немојте да се грижите, ви се волам, немојте, господи. Па ете, кај на свогардата, ви се волам, во ескадрата. Па сите офицери има некакви, да речем, чудни презимиња. Например, помијари. Или пијаничиштин. Поручник Гнилов. Да, имавме ние еден заставник, тоа убав млад заставник, тој се презиваше Дупче. Да, па капетанот ќе му викнеше: "Еј ти Дупче, дојди вамо." А пак и ние понекогаш се зафркавме, па ќе му речеме: "А ти Дупче." Мајче Фјокла Ивановна! Здраво живо, мили мои, добре. Браво, мајче Фјокла Иванов. Дома се, дома. Само тебе те чекам. Ајде. Треба ми си. Само храбро, ништо повеќе. Ајде, седите. И, ама куп луѓе. И, овие ли се младоженци, а? Кај си ги собрал овие гаврани? Не се овие гаврани, слушај, овие се сите честни луѓе. Да, момците се неброени, ама кафтаните некако им се искинати. А пригледај се тебе што те јаде од озгора мазно до злазно. Мајката, како сите овие да се господа, па и нив им е дупнат джебот. Ајде да видам ваму што станува јас. Да зирнам дали е спремна. Да ми чекате, ви се молам, јас се потреби да малку. Господа ве молам Нешто како перница гледам, ама. Доаѓа некој. Доаѓа некој. По кој повод повеливте да не почестите со вашата посета? Од весниците разбрав дека овде се продава дрво за граѓа, па бидејќи сум домаќина установа, повелав да видам во колкаво количество, од која класа и за кое време можете да го испорачате. Макар што никакви лиферации не правиме, се радуваме на вашето доаѓање. А како се викате? Дозволете, домаќина установа Иван Павлович Кајгана. Па молам најпокорно да седнете. Дозволите да разберам по каков повод сте вие? И јас? Вис. Па јас сете така исто видов во весниците некако што како оглас, па си велам, ајде да појдам да видам. Патот широк, насекате тревичка, па си велам да појдам. Како се викате? Јас? Вис. Балтазар Балтазарович Жевајкин втори. Имавме ние уште еден Жевајкин, ама тој замина пред мене во пензија. Беше ранет во коленото. И замислете, куршумот поминал под коленото, ја погодил само жилата, па ногата остана вака да му виси, ќе застане покрај тебе, па мислиш дека ќе те цветне со ногата, да. Па молам најпокорно да седнете. Ја? Вис. Вис. Дозволите да прашам по каков повод сте вие? Како така? Еми соседи сме. Имајте го предвид нашето блиско соседство, Да не живеете вие можеби во домот на трговката Тулуба? Не, јас се уште живеам таму, знаете, песокливите места, Петровското сокаче, но со време реков да дојдам овде во овој дел на градот. Опа. Окус, бокус. Лацвејке. Па молам најпокорно да седнете. Дозволите да ви прашам... Што, зар не ме познавате? Ни вие, господице? Колку што ми се чини, никогаш порано не сум ве видела. Сепак присетете се сигурно, некаде сте ме сретнале. Навистина? Да. Не знам, освен ако не сум ве видела кај Бириушкини. Да, токму така, кај Бириушкини, да. Па вие сигурно знаете што и се случи. Како не, знам се, омажи. Не, тоа дури би било добро. Туку таа си ја скрши ногата. И ја скрши ја ногата.
Се враќала доста доцна дома во Чеза, а колерот бил пијан, ја преврти од Чеза. Знам, вели се омажи ли си ја скрши ногата, така беше нешто, да, знам. А како се викате? Што, зар не ме познавате? Илја Фомич Кочкарјов, па ние сме роднини. Жена ми по цел ден зборува за вас. А знаете, мојот пријател Подкалјосин, пушта бе, пушти, Иван Кузмич Подкалјосин, абе пушти сега да... знаете, служи како придворен... Абе пушти... Придворен советник, знаете, и изволен сам си ја врши целата работа во установата. Како се вика? Подкалјосин. Иван Кузмич Подкалјосин. Знаете, директорот е тука само оставен заради чинот, инаку сите работи во установата ги врши Иван Кузмич Подкалјосин. Молам, повелите седнете. Седи. Молам, повелите седнете. Седи. Седнете. Седи. Седнавме. Колку е чудно времето денеска. Еве, колку од изутрина мирисеше на дожд, а попладнево се разведри. Да, еве јас, господице, кога бев во Сицилија како подпоручник, видите, време пролетно, излегош надвор да се прошеташ, кога одеднаш ќе плисне од озгора дожд. Гледам горе, навистина дожд. Да. Па најтешко во тие моменти е кога човек е осамен. Да. За оженет човек тоа е нешто сосем друго, но за сам човек тоа е просто. Смрт, господи. Уи, јас така мислам... Да не даде Господ човек да доживее такво нешто, да? Господице, кога би требало да одберете ваш кандидат, а што мислите, која професија му е најприкладна? Дали ви сакале вие, господице, за марш да имате човек кој што ги испробал морските луѓе? Не, според мене вистински маж е оној маж кој ги врши сам сите работи во установата. Зошто такво предубедување ви се молам? Зошто сакате да го омаловажите човекот кој што иако служил пешадија, сепак го знае однесувањето во високото општество, нели? Господице, решете вие. Значи, господице... Па, какво е вашето мислење, господица Агафија Тихоновна? Кажи нешто. Одговори, кажи. Многу ми е мило, речи нешто, кажи. Пренеседи така. Срам ми е, навистина ми е срам, јас ќе си одам, навистина ќе си одам. Тетенце, поседете место мене. Немојте да си одите, Агафија Тихоновна, кој знае што ќе си помислат. Ќе си одам. Навистина ќе си одам. Ќе си одам. Немојте Да си одам. Ќе си одам. Ќе си одам. Ете ти сега на што е ова? Сите си замина. А што треба да значи ова? Веројатно нешто се Да, случи. нешто во врска со дамската тоалета, некој петличе ластиче нешто. се скинало, па мора да го запали. Јоко Ивановна, што се случи? Па што се случи сега? Знаете што се случи, па? Зошто да си замина, ви се молам? Се усрами од тебе, затоа си отиде. Ве молам вака, попладне повелете на чаша чај. Да. Не вие, тие. Мерси. Дуњашка! Многу ми потребала таа ваша чаша чај. Па затоа јас не секам да се жирам.
Сега ќе почне тегавењето. Да не можеме денеска, па дојдете утре на чаша чај. Па немам јас време, јас сум вработен човек. Домаќинкава убава, нели? Девојчето е како... Ајде, па овај глупав ќе се залюби во неа. Воопшто не е убава. Да, носот ти е дол. Да, јас носот воопшто и не го забележав. Таа е како трендафлче. И јас така мислам, но тоа не е тоа. Тоа не е тоа. Кој знае дали таа го знае однесувањето во високото општество и дали воопшто знае да зборува француски? А зошто вие, дозволите да прашам, не се обидовте да позборувате со неја по француски? Може би знае. Јас? Да. А вие мислите дека ја знам да зборувам француски? Јас не знам ни еден збор. Јас ја немав таа среќа да добијам такво образование. Знаете, тате беше гнаса човек. Скот. А тогаш јас бе сосема малечко детенце, само требаше малку да ми издаде по погазето, јас сега ќе знаев да зборувам француски, господа. Но не знам ни единствен збор, верувајте. Добро, господине, кога вие не знаете каква корист има ако таа знае. Ви се молам, жената едно, мажот е друго. Ви се молам. Не. Секоја жена треба да знае да зборува француски. Ви се молам. Не. А додека овие двајца се натегаат, ќе биде добро јас да го разгледам имотов, господа. Збогум. Ајде, збогум. Чао. Јас отидов да испушам едно луле тутун, а дали одите вие во истиот правец? Извинете, каде вие живеете? А не, јас реков Петровското сокаче, знаете песокливите места, да. Тоа е сосема оспротива. Да. Јас живеам на 80-та линија, но сепак ќе ве придружувам. Повелете. Благодарам. Папа и Како вие. папа, ајде лаву! Како папа? Слушај, домаќинката убава, нели? Право да ти кажам, мене не ми се допадна. Како не ти се допадна, пред малку рече дека ти се допаѓа, како сега не ти се допадна? Нешто не е во ред. Зошто? Некако носот ти е долг, па не знае француски. Ајде, што ќе тие поѓаволите да знае француски. Како треба девојката да знае француски? Зошто? Не знам зошто, ама што брак ќе биде тоа ако не знае француски? Ајде. Тоа го рече овој будала пред малку, ти тоа го прифати како жива вистина. Таа е убава, убава мома ти од неја не можеш да најдеш. На почекото, ако ти јас така мислев. Да. Ма после кога каже оне дека носот ти е долг и јас И што? се загледав малку. Сурла толка! Чекай, ајде тоа, тие намерно го зборуваат, па јас не сакав да ја фалам, тоа така се прави, еве ти реков, таа е мома, поубава мома ти од неја не можеш да најдеш. Може. Па, кога ме убедуваш толку, Да поидеме сега дори кај сега гледам дека е убава. Па убава ти реков дека е убава, слушај, да поидеме да ја отвориш ти срцето. Не, тоа не може Зошто? да го направам. Не, ти се молам. Ние сме четворица, таа сама, нека си одлучи сама. Ама ајде, ти се молам ти да не се плашиш од соперништво. Ама ајде, јас ќе ја свршам целата работа. Можеш? А можам само ако ми дадеш чесен збор дека воопшто нема да ми преташ на тоа. Еве ти давам чесен збор, сакам да се оженам. Ела. Ајде. Раката. И ногата. Токму тоа и ми требаше. Колко е тешко да се избере. Тешко е тешко. Да се само двајца, ама четворица се. Кога устните од Никанор Ивановиќ би се ставиле под носот на Иван Павловиќ и кога би се зело нешто малку од упорноста на Балтазар Балтазаровиќ, тогаш може би се решила, ама вака... Мислам дека е најдобро да фрлам ждрепка, па кого ќе го изберам, тој нека ми биде маж. Ќе ги напишам сите на ливчи. Иван Кузмич, Иван Павловиќ, Никанор Ивановиќ, Балтазар Балтазаровиќ, Иван Кузмич. Па што биде, нека биде.
Сите. Ги извлеков сите, а срцето така силно ми чука. Еден, не сите. Ах, кога Господ би дал да го изберам? Иван Кузмич! Земете го Иван Кузмич најдобре. Што? Земете го Иван Па, Кузмич. мене ми е срам, вие сте наслушувале. Ама, ајде, не срамете се, Лисема, ајде, открите го вашето лиценце, ние сме роднинице. Ама мене навистина ми е срам. Ајде, ништо, земете го Иван Кузмич и готово е. А? И што? Никанор Иванович, тој исто така добар човек. Бре, каков Никанор Иванович, тој е ветеринарно према Иван Кузмич, Никанор Иванович. Зашто? Па затоа што Иван Кузмич е, знаете, Иван Кузмич е човек како што не можете да го најдете. Иван Павлович? Кој е Иван Павлович? Иван Павлович? Тој е трици и колчишто према Иван Кузмич, Иван Павлович. Опа, мене ми се старија многу скромни луѓе. Како скромни луѓе те пачишта? Зарем сакате да завршите на тепана само 2 месеци после свадбата вака да шедате по улиците? Па тоа би била таква несреќа што полоша не може да биде. Полошо, тоа не може да ве снајде. Ништо. Значи, според вашиот совет, јас треба Според да го мене... земам Иван Кузмич, најдобар Иван Кузмич, да, Иван Кузмич. Значи, вие мислите Иван Кузмич најдобар е, да. А вие другите да ги одбијат? Се разбира да ги одбиете. А како да го сторам тоа? Па добро, сега видете, кажете им дека сте млада и дека не сте се уште спремна за мажење. Опа, тие нема да ми поверуваат, ќе почнат да прашуваат зошто, како? Добро, тогаш еве, кажете им наедноставно вака, ајде надвор глупаци. Што? Па тоа не е убаво, тие ќе се налутат. Црно ќе врзиме ако се навртат, што ако се налутат таму, што има врска? Сега друго би било вие ако тоа има некаква последица, најмногу што може да ви се случи овде е некој од нив да ви пукне в лице. Добро, малку, што знам јас многу луѓе што им плукале в лице. Така познавам така еден човек, така со румени образи, со мустаќи, неколку години го молеше началникот да му ја покачи платата. На крајот на началникот довде му дојде и ама ништо што му ја покачи платата. Сега друго би било, ако немате шамивчи не можете да се избришите, знаете, вака. Некој звони во собата, сигурно се тие не сакам да се сретам со нив. Дали во собата имате некој друг излез таму? Како не по задните скали, туку право да си кажеме целата трепера. Зашто? Така Ништо, само да пробаме. Ево, 3-4. Ајде надвор глупаци. Ајде надвор глупаци. Одлично, јас веднаш ќе дојдам. Ајде. Господице, како што гледате, јас поитав и дедов малку порано вака на мир да поразговараме. Што се однесува до мојата професија, вие знаете, јас сум економ, од кого што предпоставените се фалат, а подчинетите го слушаат. Ми недостасува само дружка во мојот живот, а бидејќи таа дружка ја најдов, таа дружка сте вие, ве молам, направо дај ми не. Јас сум уште многу млада и уште не сум расположена да се мажам. Чекајте ви се молам, па тога зошто страничката се растрчала на вака натака пабелки, не сакате да кажете нешто друго, ве молам. Направо, дај или не? Преку, не го остава човека на мир да сврши. Извинете, господице, јас може би дојдов малку прерано, но... Вие сте тука, Иван Павловиќ, моето почитување. Многу ми потребало твоето почитување, господице, ве молам направо, дај или не? Проклет звонец. Може би јас, господице, дојдов малку порано, отколку што ми налага пристојноста со троаля бомбона. Ау, мојата почита. Мо не крши глава со твојата почит. Многу ми потребала, господице, ве молам направо, дај или не? Не треба. Како тоа не треба, ве молам во... Не треба. А што треба да значи тоа не треба? Не треба. Каде е? Смисла каков? Ля бомбон. Не треба.
Ама... Ой, јас сакав само да ви речам. Ајде надвор, глупаци! Како молам? Овој ќе ме прате, па! Ќе ме прате, па! Ќе ме прате, па! Ете ти сегана. А што треба да значи се моли се молам? Сега ли најде да ги брзуваш? Господине, ве молам, момата луда ли е? А што се случи нешто? Овора имала рака, поведението е непријатно. Да. Истрча надвор викајќи, ке ме прето, па ке ме прето. Да, тоа прилега на нея, таа е луда. Чекайте, вие сте родни. Роднини сме, да. По која линија? По железничка линија. О, не. Јас, например, тетинот на вујко ми од стрикото на дедото, нешто му е на стрико ми од тетин ми на... не знам, нешто роднини сме, кај знам што сме нешто. Чекайте, ве молам, одамна ли е луда? Од толкава. Непријатна работа, ќе беше подобро да не е луда, но што е тука? Важно примањата и се во ред. Таа нема ништо. Како ви се молам? Ајде ви се молам, циданава куќа на 2 ката. Каква зидана куќа, ви се молам, па тоа е со некакви трошни тюли, дрва, а на средина има некои строготини, гледайте. Охо. Да. Ај... О, па добро, па... Важно не е под хипотека. Море токму тоа е работата, не само што е под хипотека, туку 2 години не е платена за неја ни киријата. Точно има право човек. Да. А во седнато има еден брат, толку се заинтересира за куќата. Од родената мајка би ја истислал последната пола. Ете кучето ми е. Не благодарам. И ти дрта чанта дебел. А мене ме... Леле, ако е фа... само ако е фа. Земете, повелете. Ајде, благодарам. Сакам да ве обеспокојам со уште едно прашање, знаете. Да. Признавам дека ми е многу тешко, без да знам француски, да дознам дали една жена знае француски или не знае француски. А господицата знае ли француски, она или не знае француски? Видете сега. Таа ја учеше со жена ми заедно во пансионот бе. Да. И секогаш седеше во последната магарешката клупа. А професорот по француски просто ја тепаше со штап. Точно е правилно, знаете кога прв пат ја видов си велам ова не знае ниту еден збор француски. Да, Повелете, земете. Не, шеќер има. Земете. Да, и тогаш се зачуи. Да. Не знае, 100% не знае. Каде ли замина овај со куќа? Само јас ќе побарам. Дјавол да го земе тој наш француски. Леле, само ако ја видам она чанта дрта ќе оде. Каде ви? Ајде, кај француски кога не знае ни еден збор. Ама чекај, ме заглушивте! Сите зборувате! Слушај ти, вампирка стара! Што ти е? Слушај, вамо! Куќава е зидана само на една тула. Кај да знам, не сум јас зидала, јас? Може би требало да се зида со една тула, па така, а затоа со зидане? Ако ти дојдам там, слушај вам. Слушај се. Скоро на тоа куќава е дадена под хипотека. Кјупре! Види го ти него, друг би бил благодарен што се грижев за него. Што кјут, Мари, што кјут? Слушај, мамо! Зошто ми рече дека знае француски кога не знае ни еден збор? Знае, бре, миличко. Како да не знае? Знае, вете знае. 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 И турски знае. Знае, само руски ништо не знае. Само руски, не бе. Ма и ти ништо не би разбрал и турски да, и руски да зборуваш, што има да се направи за рускиот јазик, се знае каков ќе. Сите светци зборувале руски, бре, знаеш ти? Доаѓај ваму. Ти си тежок човек, за ништо ќе ме натепаш. Не. Перезлајза! Слушај ти, чанто дрта распетлана. Ќе видиш ти како се мамат честни луѓе. Ова ќе оди до министерот. Слушај ти, Флорцо Ивановна, да знаев дека момата има такво образование, мојава нога немаше да стапне во вашиот дан лекур. И да знаеш дека момата е... Порнец! Абре, вие да не сте. Вие да не сте си една отровни печурки, бре! Што туку се клештиш, бре, ти тука? Мајка ти сигурно се померила од умот кога тебе те раѓала. Си заради тебе ова.
Дали гледаш? Господине, ми се допаѓа вашата веселост. Па и вие знаете во ескадрата имаме еден таков петухин, па тој само да му покажеш палец и тој веднаш гркнува да се смее. А и цела ескадра по него се смее, па сите се смееме, господине. Слушај, Стројничкава, ама мајстор за мажење. Дали ќе ожени некого и ќе омажне? Јас ако решам некого да оженам или некоја да омажем, тогаш ќе оженете и омажем. Извинете, господине, вие наистина можете да ожените? Со кого сакате и кога сакате? Господине, па ве молам, оженете ме за газдалица. Вас? Да. Што ќе вие вас уште за малку да се жените? Како што ќе вие? Како што па се знаеш што човек се жени, немате ми се. Ама ви реков, таа нема ништо. Ако нека нема ништо, со ваква мома може и без ништо да се живее. Добро. А што не привлекува најмногу кај неја така? Видите, господине, така е малку има. Да, Мераклија на мевце. Да. Не, вие никако не смеете да се жените. А што велите, зошто да не смеем, господине? Не смеете, затоа што кога ќе одите, вака имате нозе како патор. Имате нозе како патор? Точно е така, вака одите како патор. Јас нозе како патор? Како патор, вака одиш во време, вака одиш како патор. Па господине, тоа е навредена чест, да ви се молам. Па немојте ви се молам. Јас тоа ви го зборувам вам, затоа што сте вие разумен човек, па на друг човек тоа не би му го ни рекол. Добро. Еве ќе ве оженувам за друга девојка. Не, немојте за друга, ви се молам само за домаќинка, ви се молам само. Добро, еве ќе ве оженувам за домаќинката, ако ми дадете чесен збор дека повеќе нема да се мешате во никаква. Да, добро. Јас самиот ќе свршам цела работа. Ајде. Извинете, господине, рекоте сам ќе свршите работа. Сам ќе свршам. Не треба ли јас да се појавам? Не треба ништо, ајде. Добро, господине. Господине, проштавите, дали треба јас да донесам некој документ, крштениче, некој досие моје и така? Не треба ништо. Потка Љосин го нема, не. Тој сигурно е поеден в сладкарница си крка, тој му е гајде, не. Его најдам јас, него нема. Што? Си отишле, нема никого? Си отидоа, нема никого. Леле, кога би знаеле како трепере в целата. Зашто? Па такво нешто досега ми се нема случено. Ви реков ја. Леле, колко е страшен оној кајгана. Леле, каков тиранин би бил тој за жената. реков, бам. Се ми се чини дека оттаму ќе се појави. Не, давам чесен збор дека ни носот нема да го покажат оттаму. А третиот? Кој трет? Баш би сака да чујам што ќе зборува за мене со своите устенце. Трендафилчето мое. Балтазар Балтазарович. Ајде го личар там, ајде. Па мене ми се стори многу скромен човек. Кој скромен човек? Да. Пијаничиш. Дали како смрди на ракија. Заре ми пијаничиште. Пијаница и тоа. Ма чекајте, господине, застанете ви се молам. Па немојте така да зборувате за мене. Па господине, ние не се договоривме така да зборувате ви се молам. Да. И тоа зборувајте го за некој друг. А не за мене ви се молам. Љоси, не, ти сигурно за Глупост! Ми вети дека ќе ме пофали, а ваму ме награди како никој друг. Извинете, господице, немојте да му обрнувате внимание, ви се молам. Извинете, нешто не ми е добро, ме боли главата. А господице, може би кај мене нешто не ви се допаѓа, може би ова мала ќелавост, не е ништо тоа. Косата брзо ќе ви порасне, тоа е од треска само, да. Мене ми е заедно што и да имате вие таму. Господице, знаете, ако јас го облечам црниот фрак, лицето ќе ми светне и ќе стане бело. Да, господице. Толку подобро за вас, Богом. Господице, чекајте, господице, па немојте така да одите. Па застанете, господице, застанете. Си отиде. Ова е 17-ти пат како ме одбиваат. Отпрво се ќе почне така убаво, за на крајот да ми откажат. Зошто? Поради што? А што мене ми не достига? Фала му на Бога, природата ме надарила со се што треба. Жално, неразбирливо, нејасно, навистина многу жал. Видели со каков спуштен нос си замина? Не ни забележа. Шлап. И тој е одбиен како и другите? Одбиен, бам, трас, шлап. Мажиште четворно. Убав маш, не знам што му фали, ама гледаш не си. Право да ти кажам, јас мислам дека таа мене не ме предпочита. Што не те предпочита?
Абе, не само што те предпочита, таа е заљубена во тебе. Абе, слушаш ли се какви имиња, бе, дај ќе те викат. Жена, па кој ти измисли чоколадце моje, бананче, бубредже, па краставицо, кој знаеш што ќе ти рече. Слушај, знаеш што ќе биде? Најдобро ќе биде ние да појдеме кај неа. Сега да... Да појдеме да ја го отвориш ти срцето и цела работа. Господице, ви го донесов пред вас смртников што го гледате. Никогаш досега не сум видел толку заљубен човек. Да не даде Господ ни на душман да му се случи така. Мрдни бе, трупу. Мрдни бе, мисир. Мрдни бе. Аби таја се вкочен. Дреми ти како мисир, седи така. Господице, знаете, тој е премногу скромен и не може да се опушти, вие треба некако да опуштите, господице, треба некако така да му дадете храброст, некако мрднете со колку така, господице. Мило ти ми беше ако го носевте вашиот овој фустан со кратки ракави. Не, аре, ни овој. Знаете нешто, планирам вака со рамото и некако кренете да веѓате така со поглед само вака, некако да опростелате, веѓате кренете така малку мрднете колку веѓата окото рамо, колк веѓа око рамо, колк веѓа око рамо. Така, да пробаме, господи. После навика, цело време ти си терате само така, после, значи од име. Колк веѓа око рамо, колк веѓа око рамо, колк... Веднаш се враќам јас да видам што станува со ручето. Ве молам непокорно да седнете. Господице, сакате да се возите? Како да се возам? Па, на летовање, пријатно е човек да се вози во чун. Да, понекогаш со познајници на прошетување. Кој знае какво ќе биде летото годинава? Се мисли дека ќе биде убаво. А кој цвет најмногу го сакате вие? Оној што мириса најсилно карамфилот.
На дамите им прилегаат цветиња. Да, тоа е пријатно занимање. Леле. Црква, бевте вие минатата недела. Во Вознесенската, а пред тоа во Соборната. Не е важно во која црква човек се моли, ова другата малку поубаво украсена. Еве, наскоро ќе биде забавата во Екатеринховската градина. Да, по еден месец ми се чини. Дури и порано. Денес е 8? Не знам. 8. По 22 дена. Представете си колку брзо. И јас дури не го рачунав денешниот ден. Сигурно ќе биде прекрасна забавата. Колку е храбар рускиот народ. Колку? Многу. Оти. Така. Како? Ете, работникот, например, си работи, качен на втори спрат зидарот, си зида и од ништо не се плаши. А од каде го знаете вие сето тоа? Го видов на улица кога одев на работа. Знаете, јас секој утро одам на работа и... Вие ќе си одите? Да, просто тако ви додевав. Не, вие простете, мене ми беше многу убаво, вака што си убаво, што си разговаравме. А јас пак мислев дека ви додевам. Не, никако не, ми беше многу пријатно. Пако, не, тогаш, дозволете ми другаш, понекогаш вака на вечер да... Достоен човек. Дури сега јас го запознав добро. Навистина не можеше да не го засакаш. И скромен е, и разумен. Да, со право пред малку неговиот пријател рече. О, штета е само што толку брзо си замина, сакав уште да го слушам. Колку е убаво да се разговара со него. И што е важно, воопшто не зборува празни работи. Да. Вистина, јас сакав да му кажам два-три збора, ама срцето почна толку силно да ми чука. Некаков извонреден човек. Ќе одам да му кажам на тетенцето. Тетенце! Зошто сакаш да си одиш дома? Ајде кажи, добро. Зошто сакаш да си одиш дома? А зошто да останам овде? Јас веќе и кажав се што требаше да се каже. Беше ти кај неа? И го отвори срцето? Уште тоа не го направив. Што правевте цел половина час таму? Ништо си разговаравме и многу ми беше пријатно право да ти кажам. Иван Кузмич! Иван Кузмич, ама ти се волам Иван Кузмич! Иван Кузмич,
Ajde da odimo v crkva po jedan čas. Идемо в црква, каква црква? Ти се мола! Ама ти се молам, ajde, ето конкуренцията вече се ослободи, то не е готово, ти ми дадеш да се сбориш, Не, дозволи ми, барем още един месец да почнем. Един месец. Каков месец, трудна че Иван Кузмич, а ти се молам, ajde, Иван Кузмич, Иван Кузмич, еве ти се молам, dobro, ne sekаш ti za sebe, еве, oženi se za mene, ajde. Како за тебе сите ќе ни се Не, за мене, не. Двај се мажи да се ожени. Не, за мене, заради мене, ајде, заради мене, еве. Што сакаш, еве, ќе стојам на коленици, ќе клечам на коленици, ќе лежам. Абе, што сакаш главата да си јак, не може да се пам. Ајде, ќе си жениш или не? Не можам. Не можам. Свињо. Подлец. Пак вредиш, а? Трупец. Вреди. Цепеница една. Вреди. Оди кај ѓаволот, кај твојот најдобар пријател, оди таму, оди. Вреди. Оди, да дај Господ ногата да си ја скршиш направо таму, така да знаеш. Јас да се скршам то. Да, ајде, оди кај ѓаволот таму, кај твојот најдобар пријател и да даде Господ пијаниот колар со рудата да ти го продупчи грлото, ето така. Со кој ќе одиш ти в сладкарница? Ајде. А библиотека? Ајде, оди. Ќе одам да знаеш. Оди, ти реков, оди кај ѓаволот, Ќе ти ти се вратам. најголем побратим. Добро, дали видел некој досега толку будала човек? Добро, и јас не сум некој цвеќе за мирисање, не, јас сум крив. Добро, зашто јас се трудам, зашто се мачам, што ми е тој мене, тетка, све крва, дадилка е. Вака ти го земам, и вака со прстите, вака во носа, и најмногу ми е криво, си замине ми се да така треба, а? Не. Ќе го најдам јас него и ќе го донесам овде, нема тој мене. Срцето на вистина толку силно ми чука што ми е тешко да ви кажам колку. Каде и да се свртам, секаде стои Иван Кузмич. Вистина е дека од судбината не може да се побегне. Ете, пред малку сакав да мислам за нешто друго, ама зашто и да помислам, везден пред очи ми излегува Иван Кузмич. И ете, мене најпосле ме очекува промена во мојата животна состојба. Ке дојдат, ке ме земат, ке ме поведат в црква, потоа ке ме остават сама со маж. Морници ми помина. Збогум мој поранешен момински живот. Ете, толку години поминав во спокојство, живеев, а сега треба да се мажам. Не стигнав ни 27 години да се порадувам на мојот момински живот. Туку зашто толку долго се вртка Иван Кузмич? Јас дојдов кај вас, господице, да ви известам се една работа. Јас дојдов кај вас, господице, да ви известам се. Јас треба да шептам ти гласно. Јас треба да шептам ти гласно, да рече. Што е тоа? Јас дојдов да ви кажам нешто. Ако не можеш плукни, Што е? Ту! Не во неа. Ама да не ви се стори малку чудно тоа што ти ми рече. Ама, јас не знам што е тоа. Не, првен вие кажете ми да не ви се стори чудно. Ама како може да ми се стори чудно, јас не знам што е тоа. Ама, од прв пат ќе го слушните од мене. Ама што е тоа да? Тоа е, работата е во тоа. Што? Ај друг пат да ви го кажам. Добро е човек ли? Не, ова е влечка од човек, ова е пародија од човек. Ама што е тоа? Јас сакав сега да ви го кажам, ама некако се колебам. Зошто се колебате? Господице, тој ја бара вашата рака, сака... Што е? Господице, тој ја бара вашата рака, сака да ви каже дека без вас не може да живее, не може да постои. Дали сте вие, господице, среќна на овој несреќник да му подарите среќа? Ама јас не можем никако да помислам дека некој би можела да го направам среќа. Ја те гледаш. Зошто? Мене се нервира. Не се нервирај. Не се нервира. Да. Согласна е, добро. Добро, еве јас те сложувам со овој брак, ајде подејте си играчината, ајде. Ајде, раката цело време, ајде така, ете така. Ајде сега бакнете се. Ајде. Како не е цело време, зашто се
trudim, ajde, ajde, ja se soglasim. Ajde, така, замечи, ja se согласувам, јас го одобрувам вашиот брак, бракот е тоа, таква работа, тоа не е како кој ќе земеш, ај, немам време многу да сматам, ајде. Кај го најдовте, сакам уште сега да биде вечерта. Цело време не си, ајде. Не, го да му говорите. Си го рачам се. Илјафович. Господице. Ти ја скршиш ногата, бе, полека. Нешто има две, ајде. Господице, дали ви е спремен вашиот венчален фустан? Ау, како не одамна ми е готов? Да, готов е. Ќе одам да си го облечам. Добро, облечете го, па ќе го слечиме после ова. Ајде. Оу, јас треба да останам, чекај, ти треба. Еј. Брате, јас не знам како да ти заблагодарам за ова што го направи за мене. Па, ни родениот татко не би направил вакво нешто за својот син. Ајде. Еве, јас ти обеќавам. Напролет. Сигурно ќе го посептам гробот на татко ти. Еве. Ајде, да ви си знам ножат еден куп деца. Ајде така, јас ќе одам да средам со нешто со храната. И за секој случај да појдам во другата одаја, за да го ставам шеширото ти може и ајде. Брате, ти благодарам многу. Дури сега видов што е животот. Дури сега гледам дека се околу мене цути, расте, некако испарува. Просто човек не знае што се случува. Дури сега гледам колку биле глупави сите оние што не сакаат да се оженат. Колку живеат во мрак, да сум јас некаде цар, би наредил сите во моето царство да се оженат, сите до еден, па во моето царство да нема ниту еден ерген! Сепак, човекот го фаќа малку страв. Не е седно. Се врзуваш за цел живот и после нема враќање, нема кајање, нема ништо. Еве и јас за неколку минути треба да одиме в црква. Не можам ни до дома да си одам. Се е спремно, таму се готови, овдека е кочијата. Насекаде има луѓе, ќе прашаат каде е. Добро. Зарем, навистина не можем да си одам дома. Не можем да избегам. Прозорецот е отворен. А да пробам низ прозорец, а? Не е културно. А и високо е. Па и не е така високо на приземје. Може би 1 метар, нема повеќе. Срамота е без капа. Како ќе одам без капа? Па зошто да не се обидам без капа? Господи, Боже, поможи! Папа, без капа! Не знам што ми е, пак ми стана страм и целата трепера. Кога само за малку би излекол од собава, а? Кога само за малку не би бил тука, а? Каде е? Го нема. Каде отишол? Го нема. Фјокла! Да! Кајва се Иван Кузмич? Не, миличка, па тој сето време седеше овде. Па каде е? Не знам, јас за цело време сум во ходникот, таму не помина. Па каде е Да го тога? бараме кај Арина Пантелеймоновна да не отиште. Тетенце! Може да е. Што има? Кајва се Иван Кузмич? Не, Не. тој треба да е тука. Не навинувал кај мене? Ма каде е? Што е што се случило?
Го нема Иван Кузмич. Како го нема, си отишол? Го нема, а и не си отишол. Види мајката и го нема и не си отишол. Земја да не пропадна некаде. Не, аз за сето време седем во ходникот, таму не помина. Јас... Да не го... Поредните скали никако не можел да помине. Да го побараме некаде да не ја скрие, на? Иванко, видете некаде, ако е нешто вака потечено големо, тој си има пикнат до тук, ајде. Иван Кузмич! Иван Кузмич, ајде поѓаволите за 1 час е свадбата, ајде. Иван Кузмич, аха, не! Сега се сетив. Тој сигурно е во другата одаја, таму му оставив шапката јас. Да ја зе, тоа е. Да ја прашаме Дуњашката, а за сето време стоеше на улицата. Ај, викни. Дуњаша! Да! Полека ќе се распаднеш. Каде Иван Кузмич? Ти не си го видела? Тие скокна низ прозорец. Низ прозорец? Да. А потоа од кога скокна, зедоа пајтон и си отидоа. Ти вистина ли зборуваш? Лажеш, тоа не може да Не биде. лажам! Не лажам! И трговецот од бакалницата виде, се пазарија со коларот за 10 копејки.